Откако во претходното видео ги повторивме основните работи со кои полесно ќе ги научиме модалните глаголи во претеритум, продолжуваме со вториот дел од истото предавање. Пред да започнеме, ќе ве замолиме да ни дадете поддршка и мотивација за снимање на нови видеа со фолоу на Instagram и subscribe на YouTube каналот. А сега можеме да започнеме. Накратко, мало повторување за модалните глаголи во претеритум, односно во минато пишано време. Знаеме дека минатото време се дели на перфект или минато говорно време и претеритум или минато пишано време. Кога сме кај глаголите во претеритум, ги делиме на претеритум за sein и haben, нешто што го учевме во видеата од A1, потоа модални глаголи во претеритум, нешто што ќе го учиме во ова видео, правилни глаголи во претеритум, неправилни глаголи во претеритум и мешан тип на глаголи во претеритум. Значи во претходното видео и во ова видео ќе се обработи целосно за модалните глаголи во минато пишано време. Модал вербен им претеритум или модални глаголи во минато пишано време. Глаголите во претеритум се делат на неколку типови. И тоа претеритум за sein и haben, нешто што го учевме во ниво A1, потоа претеритум за модални глаголи, претеритум за правилни глаголи, претеритум за неправилни глаголи и претеритум за мешани глаголи. Овие 4 типови ќе ги учиме во ниво A2. Дали модалните глаголи се променуваат кога зборуваме во претеритум време? Се променуваат на начин што основата го губи умлаутот, се додава буквата Т и некои од глаголите добиваат комплетно нова основа, слична или иста како друг модален глагол. Нешто што може и да не збуни. Да видиме примери. Од десната страна ги имаме 7 модални глаголи во германскиот јазик. Dürfen, sollen, können, müssen, wollen, mögen и möchten. Бидејќи кажавме дека се променуваат, според правилата ќе ги прочитаме нивната инфинитив форма во претеритум. Dürfen се променува во durften, односно у умлаут се променува во основна у буква и плюс добиваме Т буква. Sollen во sollten, sollen и во сегашно време нема умлаут, така да ова правило не важи. Глаголот können во konnten, müssen во mussten, глаголот wollen во претеритум wollten, глаголот mögen во сегашно време во претеритум би се променил во möchten. Значи во овој случај имаме промена на основата, која е слична како глаголот möchten, а кога зборуваме за глаголот möchten во сегашно време, во претеритум, се променува во wollten, односно исто како глаголот wollen. Малку изгледа збунувачки, но во следните неколку слайдови ќе стани појасно. А сега продолжуваме понатаму.
Како се конјугираат модалните глаголи во претеритум. Модалните глаголи важно е да се напомене дека спаѓаат во регелмезиге вербен им претеритум, односно во правилни глаголи во претеритум. Нешто што ќе учиме во следното видео. По правило, основата го губи умлаутот. Како што кажавме, се додава и буквата Т и глаголот добива соодветен суфикс зависно од родот и лицето, односно се конјугира соодветно. Прво и трето лице еднина се конјугираат исто. Во оваа табела ќе видиме конјугирање на претеритум за модални глаголи. Прво лице еднина се додава наставката Т, второ лице еднина тест, трето лице еднина Т, исто како за прво лице, во прво лице множина тен, второ лице тет и трето лице множина тен. Значи, ако ги запамтиме овие наставки, многу лесно ќе конјугираме кој било модален глагол. Од десната страна ја имаме табелата со правилата за конјугирање, а од левата страна ќе ги конјугираме сите модални глаголи со ред. Ќе започнеме со глаголот золен или треба. Во сегашно време ќе имаме од левата страна на табелата, а во претеритум или минато пишано време во десната страна. За презенс нема да го повторуваме, бидејќи веќе го знаеме од видеата за А1 и од претходното видео за модални глаголи во претеритум. Во претеритум, зингулар прво лице, зол се променува во золте, односно, како што кажавме во десната табела, за конјугирање имаме наставка Т. Второ лице еднина, золтест или ти требаш. Трето лице еднина, тој таа или тоа золте. Требаше, тој требаше, таа требаше и слично. Вие золтен, ние требавме, значи зборуваме за минато време. Ија золтет или вие требавте и зи золтен. Значи многу лесно, бидејќи глаголот золен нема умлаут и во неговата основна форма, поради тоа само додаваме буква Т и наставката зависно од лицето и од тоа дали е еднина или множина. А следно ќе видиме пример со глаголот дуефен кој има умлаут. На македонски смее. Од левата страна ја имаме конјугацијата во сегашно време, која веќе ја знаеме, а во претеритум прво лице еднина их дурфте, односно јас смеев. Du durftest, ти смееше. Sie es durfte. Wir durften. Ihr durftet. И sie durften. Значи, како што можеме да забележиме, во претеритум имаме губење на умлаутот во обична У буква. Ако ви се допаѓа овој тип на видеа, кликнете лайк и да продолжиме со другите модални глаголи. Исто од десната страна повторување, од левата страна глаголот müssen или мора. Во презенс имаме во левиот дел од табелата
а во претеритум имаме ich musste или јас морав, du musstest, ти мораше, sie es musste, wir mussten, ihr musstet и sie mussten. Значи, конјугирањето на модалните глаголи во претеритум не е тешко. Само ако ги знаеме правилата. Продолжуваме со модалниот глагол können, што во превод значи како што знаеме може, знае, умее. Во презенс од левата страна, а во претеритум продолжуваме со ich konnte или јас можам. Du konntest, ти можеш. Sie es konnte или јас можев, ти можеше, тој, таа или тоа можеше. Во минато време. Во плурал, односно множина прво лице, wir konnten, ние можевме. Ihr konntet, вие можевте. И sie konnten, тие можеа. За останатите глаголи треба да споменеме неколку правила. Не треба да се мешаат глаголите möchten, mögen и wollen кога зборуваме за претеритум. Зошто е тоа така? Бидејќи mögen се променува во mochten, но е без умлаут. А глаголот möchten во сегашно време се променува во wollten во претеритум и се конјугира исто како глаголот wollen во претеритум. Да видиме примери. Глаголот wollen од левата страна во сегашно време, а од десната страна во претеритум. Ich wollte или јас сакав. Du wolltest, ти сакаше. Sie es wollte, тој сакаше, таа сакаше и слично. Wir wollten, ние сакавме. Ihr wolltet, вие сакавте. И sie wollten, тие сакаа. Ова беше за глаголот wollen, а сега да ги споредиме останатите два глаголи, за да не ни се мешаат. Глаголот mögen или обожава. Во претеритум, како што кажавме, се променува во mochten, но не е ист со глаголот möchten, кој значи сака, бидејќи во претеритум глаголот mögen нема умлаут на буквата О. Односно, ich mochte, јас обожавав. Du mochtest, ти обожаваше. Sie es mochte. Wir mochten. Ihr mochtet. И sie mochten. И на крај, глаголот möchten, кој значи сака или би сакал. Во презенс веќе знаеме како се конјугира, но во претеритум ја има истата форма како глаголот wollen. Значи, јас сакав, ich wollte. Du wolltest, ти сакаше. Sie es wollte. Потоа, wir wollten, ние сакавме. Ihr wolltet, вие сакавте. И sie wollten, тие сакаа. Значи, запамтете ги овие правила, дека глаголот mögen во претеритум е сличен со
со глаголот möchten во сегашно време, но нема умлаут. А глаголот möchten во претеритум е ист како глаголот wollen во претеритум. Продолжуваме понатаму. Како се формира реченица со модални глаголи во претеритум? Реченица се формира на ист начин како класична реченица со модални глаголи во презенс или сегашно време. Само конјугирањето на модалниот глагол е различно. Модалниот глагол, исто како што знаеме, секогаш стои на второ место во реченицата и треба да е конјугиран во минато време во случајов минато пишано време или претеритум. А помошниот глагол, бидејќи со модален глагол, скоро секогаш оди помошен глагол, без разлика дали е правилен, неправилен или деллив, стои на крај на реченицата и е секогаш во инфинитив форма. Значи, модалниот глагол го конјугираме, а помошниот глагол не. Да видиме еден пример. Том konnte gestern nicht in die Schule gehen. Том не можеше вчера во училиште да оди. Глаголот gehen во случајов ние помошен глагол стои на крај на реченицата и не е конјугиран. А сега да кажеме зошто во минатото видео, односно во првиот дел за модални глаголи во претеритум, повторувавме за конјунктив 2. Претеритум и конјунктив 2, кои се разликите? Која е сличноста и разликата меѓу модалните глаголи во минато пишано време и во можен начин? Значи, сличност е што се конјугираат на ист начин, но модалните глаголи во конјунктив 2 го задржуваат умлаутот од основата. А пред неколку минути учевме дека во претеритум го губат умлаутот. Модалните глаголи во претеритум, истото што го кажавме, го губат умлаутот. Тоа е разликата. За конјунктив 2 или можен начин, може подетално да повторите во нашето видео од ниво А2. А сега продолжуваме. Ќе дадеме еден пример, например глаголот müssen, разлики меѓу сегашно време, минато пишано време и можен начин. Во сегашно време, веќе повторивме многу пати, продолжуваме со претеритум. Во прво лице еднина, musste, или јас морав, du musstest, ти мораше, sie es musste, wir mussten, ihr musstet и sie mussten. Сега да ја видиме разликата со конјунктив 2. Ich müsste или јас би морал. Значи во претеритум би кажале јас морав, бидејќи зборуваме за минато време, а во конјунктив 2 зборуваме за можен начин или јас би морал. Du müsstest, ти би морал, sie es müsste, тој би морал или таа би морала, потоа wir müssten, ihr müsstet и sie müssten. Значи, на македонски имаме во едниот случај минато пишано време, односно претеритум, во другиот случај можен начин или конјунктив 2. Но на германски е многу слично, бидејќи само умлаутот ја дава разликата. Ке видиме уште еден пример со глаголот mögen во презенс. Веќе знаеме во претеритум ich möchte,
Du möchtest или ти обожаваш, er sie es mochte, той тоа обожаваше, wir mochten, ние обожававме, ihr mochtet и sie mochten. Во конјунктив 2 имаме можен начин ich möchte или јас би обожавал или јас би сакал. Du möchtest, ти би сакал. Er sie es möchte. Wir möchten. Ihr möchtet. И sie möchten. Значи, многу лесно. А сега да видиме неколку примери за да споредиме. Од левата страна имаме модални глаголи во претеритум, од десната страна модални глаголи во конјунктив 2. Wir konnten ins Schwimmbad gehen. Ние можевме на базен да одиме. Значи зборуваме за минато пишано време. Истата реченица wir könnten ins Schwimmbad gehen или за можен начин ние би можеле на базен да одиме. Втор пример, wir könnten der Salat zusammen essen. Ние можевме салатата заедно да ја јадеме. Истата реченица како можен начин би била wir könnten der Salat zusammen essen. Ние би можеле салатата заедно да ја јадеме. И уште еден пример. Ich musste am Freitag nach Bonn fahren. Јас морав во петок да возам кон Бон. Тоа беше за претеритум. А за конјунктив 2, ich müsste am Freitag nach Bonn fahren. Јас би морал во петок да возам кон Бон. Значи, претеритум и конјунктив 2 за модалните глаголи е многу слично. Кога веќе го научивме тоа, треба да го извежбаме. Zum Beispiel. Ich wollte gestern eigentlich entlang Strand spazieren. Јас сакав вчера, всушност, покрај плажа да пешачам. Wir sollten über das Wochenende Deutsch üben. Ние требавме преку викендот германски да вежбаме. Следен пример. Er durfte am Wochenende bei meiner Freundin übernachten. Тој смееше за викендот кај мојата пријателка да преспие. Meine Eltern mussten unser neues Auto leider verkaufen. Моите родители мораа нашиот нов автомобил за жал да го продадат. Was wolltest du als Kind werden? Што сакаше ти како дете да постанеш? И последен пример, was möchtest du als Kind nicht essen? Што не сакаше ти како дете да јадеш? Откако дадовме примери, како и во секое видео, правиме кратка вежба за крај. Обидете се да ги дополните глаголите кои недостасуваат, ако модалните глаголи од левата страна не се во сегашно време, а во десната страна во претеритум. Глаголот солен во золтен. Глаголот müssen во мустен
и глаголот mögen во mochten. Иако се сеќавате, глаголот möchten се променува во wollten. А сега и некоја вежба со реченица. Обидете се да пополните модални глаголи во претеритум кои недостасуваат во реченицата. Ние моравме германски да учиме, а потоа смеевме ние да играме. Wir mussten Deutsch lernen, dann konnten wir spielen. И последна реченица, како вежба. Ханс не можеше повеќе да разговара. Hans konnte nicht mehr reden. Ако ви се допадна видеото, знаете што треба да се направи, лайк и subscribe. За кратко време ќе снимиме и предавање за останатите глаголи, односно за правилни и неправилни глаголи во претеритум.